Како се искушува вистинската љубов? Господ, сине мој, твојата љубов се уште не е доволно силна, ни доволно мудра. Слугата, а зошто, Господи? Господ, затоа што и најмалата пречка прави да го напуштиш започнатото дело и затоа што премногу лакомо бараш утеха. Кој љуби силно, останува постојан во искушението и не попушта на лукавото наговорање на непријателот. Во лошите, како и во добрите денови, неговото срце е еднакво мое. Оној чија љубов е мудра, не гледа многу на дарот од љубениот, туку на љубовта на дарувателот. Повеќе го цени срцето отколку дарот, а сите дарови помалку отколку пријателот. Оној што ме љуби со благородна љубов, не се задоволува со моите дарови, туку со мене над сите мои дарови. Затоа, немој да мислиш дека се е изгубено ако се случи за мене или за моите светители, понекогаш да чувствуваш помалку љубов отколку што би сакал. Она нежна и блага љубов која понекогаш ја чувствуваш, доаѓа од присуството на милоста и ти дава однапред да ја почувствуваш својата небеска татковина. Немој на неја премногу да се потпираш, зашто таа поминува како што и дошла. Но да се бориш со грешните желби и да ги презираш до шепнувањата на ѓаволот е знак за вистинска добродетел и голема заслуга. Не се возбудувај поради лудата фантазија, било што таа да ти донесува или да ја мачи твојата душа. Сочувај го својот завет и чистата намера пред Бога. Не е штета што понекогаш се случува одеднаш да се разбудиш од занесот и во тој момент пак да паднеш во бедните мисли со кои обично се занимава твоето срце. Зашто тогаш ти повеќе страдаш отколку што правиш и се додека не ти се мили и им се противиш, тоа е заслуга, а не пат. Знај дека стариот непријател со сите сили се труди да ги задуши твоите добри желби и да те оддалечи од секоја побожна работа. Од почитување на светите отци, од размислувањето за моето страдание и за мојата смрт, од корисното сеќавање на твоите гревови, од пазењето на твоето срце и од цврстата одлука да напредуваш во добродетелта. Тој ти влива илјада лоши мисли за да те збуни и да те вознемири и да те одврати од молитвата и од читањето на светите книги. Смирената исповед не му е по волја и кога би можел, тој сосема би те оддалечил од причесната. Немој да му веруваш и немој да се плашиш од него, иако често ти наместува замки на измамата за да те фати. Врати му ги нему злобните и срамни мисли што ти ги влева. Речи му, оди си, нечист духу, срами се беднику, ти мора да си прекумера расипан кога така ми зборуваш. Оди си од мене, гаден заводнику, во мене нема да најдеш место. Исус ќе биде покрај мене, како силен борец и ти ќе останеш посрамен. Помило ми е да умрам и да ги поднесам сите маки, отколку да се согласам со тебе. Замолчи. Престани. Нема повеќе да те слушам, што и да правиш за да ме вознемириш. Господ е светлина на мојата душа и моје спасение.
Па од кого да се плашам? Ако против мене се подигне војска, нема да се исплаши моето срце. Господ е мој помошник и мој искупител. Бори се како добар војник и ако понекогаш подлегнеш поради слабост, вооружи се со поголема храброст и со надеж дека ќе ти помогне посилна милост. Чувај се, особено од суетната самодопадливост и гордоста. Поради тоа, многумина залутале и паднале во скоро неизлечива слепотија. Падот на овие горделивци, кои лудо си се преценувале, постојано нека те опоменува на внимателност и на смиреност.